Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ово издание гостува подпредседателот на ВМРО ДПМН и пратеник Александар Николовски. Зборуваме за предизборна коалиција. Па тоа се детали кои што мислам дека ќе треба во следниот период да ги разговараме со нашите пријатели од Алијанса и од Алтернатива. Просторот е отворен, секако во делот на локалните избори ќе треба да поразговараме детално како и во кој вид би била таа соработка, но она што јас се надевам е дека ќе имаме соработка и многу побрзо од локалните избори. Гледајте на интервјуто со Николовски, почнува за кратко. Гледате 360 степени. Генералниот секретар на Алијанса за албанците и градоначалник на Гостивар Арбен Таравари отворено зборува за можноста за коалиција на неговата партија Алтернатива и ВМРО ДПМН за предстојните локални избори. Според Таравари логично е да дојде до таква коалиција и сериозно се размислува за тоа. Дали од ВМРО ДПМН се размислува за тоа? Вечера го прашувам Александар Николовски, подпредседател на партијата. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам поканата и поздрав на сите што ни гледат. Што би рекле на ова прашање? Па апсолутно, мислам дека сме позитивни во однос на една таква соработка и ја разгледуваме. Знаете дека во рамки на собранието опозиционо функционираме добро, за клучните теми има добра координација помеѓу ВМРО ДПМН, Алијанса и Алтернатива. Исто така, претпоставувам се сеќаваат гледачите, фондацијата Конрад Аденауер, која што е фондација на нашата сестринска партија ЦДУ, организираше една голема конференција на која што првпат јавно проговоривме за можна соработка помеѓу ВМРО ДПМН, Алијанса и Алтернатива, и таа соработка продолжува и во рамки на соработката со фондацијата Конрад Аденауер, но и во директни контакти. Она што ми е особено драго за таа конференција е што дојдеа представници на владеачката ЛДК од Косово, која што е наша сестринска партија, и на Демократската партија од Албанија, која што е сега опозиција, се надевам од април власт, исто така наша сестринска партија. Така што можноста е отворена, просторот е отворен, секако во делот на локалните избори ќе треба да поразговараме детално како и во кој вид би била таа соработка, но она што јас се надевам е дека ќе имаме соработка и многу побрзо од локалните избори. Добро, претпоставам на што алудирате, но сакам уште малку на оваа тема. Зборуваме за предизборна коалиција. Па тоа се детали кои што мислам дека ќе треба во следниот период да ги разговараме со нашите пријатели од Алијанса и од Алтернатива. Сите модалитети се отворени, јас не би исклучил ништо, но што и да кажам сега ќе е несериозно затоа што не сме седнале материјално да разговараме. Да. Освен коалиција на бројки, на што идеолошки, да речеме, би се подпирала таа коалиција? Бидејќи имате, да бидам искрен, имате политички разлики по важни теми, нели? Абсолютно. Има две клучни работи. Прво, и Алијанса и Алтернатива се позиционираат десно од центарот. Тие формално не се членки на Европската народна партија, само ВМРО ДПМН не е член од Македонија, но тоа е спектрумот во кој што се позиционираат, што тие прв пат после една поодамнешна соработка помеѓу ВМРО ДПМН и ДПА, која што тоаш беше силна, да на тој начин се направи една коалиција на идеолошки блиски политички партии. И второто, за мене можеби најзначајно и најсуштински, е што имаме исти поглед за она што се случува во моментов на Македонија, пред се во борбата со организираниот криминал и корупција, затоа што корупција има и во Гостивар, каде што е Таравари градоначалник, но и во Струмица, каде што е градоначалник еден од најблиските пријатели на Зоран Заев, а тој беше долго. Имаме корупција и во Гостивар, имаме корупција и во Чаир, имаме корупција на ниво на град Скопје, имаме корупција во Охрид, во Битола. За жал тоа се случува и тоа е она врзивно ткиво помеѓу нас како политички партии. Рековте во парламентот дека на главните теми се координирате, но да речеме за пописот имавте различен став, различно гласавте. Тоа е тоа. Има и други теми на кои што имате разлики, закон за јазици, договорите со соседите. Би било неприродно за се да имаме исти ставови, но она за што претпоставам дека ќе се сложи јавноста, имаме заеднички став, во моментов е приоритет број 1 на државата. И во таа насока јас сум убеден дека во следниот период, пред локалните избори, ние ќе можеме да зборуваме за рушење на оваа власт и за ново парламентарно мнозинство, кое што треба да доведе до предвремени парламентарни избори, затоа што ова што сега имаме во собранието е неодржливо. Власта има само еден пратеник повеќе од тоа што
е потребно. Јас нема да кажам прв пат вечерва дека разговараме со пратеници од владеачкото мнозинство кои што не се дел од СДСМ и не се дел од ДУИ за да ни се приклучат во оваа битка и можам да кажам еве прв пат вечерва дека тие разговори веќе изгледа зрело. Да, Николовски, неколку пати сте го зборувале, тоа сте го најавували во изминатите месеци, до сега не се реализирало ништо од тоа. Ќе зборуваме за тоа. Сакам уште малку. Морам да ви одговорам тука. Јас сум секогаш транспарентен. Има два начини овие работи да се завршат. Да се работат позади завеса и луѓето мислат дека кој знае што се случува или како што јас ги кажувам, се кажуваат јавно. Јас велам дека разговараме, јас не велам дека сме се договориле, но она што е исто така факт, дека никој до сега нема излезено да демантира дека таква работа не се случува, затоа што се случува, што е најдобра потврда на ова што јас го зборувам. Да, ма треба да кажете, да речеме, со кои пратеници зборувате, за да може да Јас излезат сум да демантира. многу прецизен. Со пратениците кои што не се дел од СДСМ и со пратениците кои што не се дел од ДУИ. Да, ќе зборуваме за тоа, не ја заборавам темата и не бегам од неа. Што мислите за иницијативата на БЕС за внесување нова графа во личните карти за етничката припадност? Треба да го видиме тој закон во собранието, но тука се отвара една интересна работа. Например, власта тврди, или еве ако сакате Заев и Димитров тврдат дека идентитетот нели е бетониран, така велат тие. Ако е така, јас не гледам што има лошо во тоа, например, да пишува во мојата лична карта Александар Николовски македонец. Да, или кој како се Јас сум македонец во случајот, да, затоа зборувам за мене. Мислам дека би било убаво да пишува Александар Николовски, државјанство македонско, етничка припадност македонец. Навистина би било убаво и би сакал да видам тоа да се случи. Сега дали ќе се случи во моментов зависи од власта, затоа што ние ги немаме се уште бројките, но би сакал да го видам тоа Александар Николовски македонец во лична карта. Да, во контекст на локалните избори уште за односите со левица сакам да ве прашам. Дали имате некакви контакти, разговарате, дали потенцијално е можна соработка и со таа партија? Па се уште е рано, во рамки на собранието опозиционо има комуникација за одредени работи и координација, има нормално и работи за кои што имаме сериозни разлики, така што во овој период мислам дека е се уште рано да се одговори со кого би соработувале, но она што можам да го кажам е дека сакаме да направиме широк обединет опозицијски фронт, а до тогаш можеби нема да е опозицијски, туку ќе е владеачки. Еве, добро, пак ја како се вели го терате разговорот на тема која што само кажам двете опции кои што се возможни. Која очигледно сакате да ја форсирате. Велам, пак ќе ви кажам дека неколку пати зборувавте досега дека имате разговори, дека само што не паднала владата и така натаму, но такво нешто не се случило. Ако веќе направите и стигнете до 61 глас во парламентот, значи не сметате дека треба да продолжите да владеете, туку сметате дека треба да се оди на предвремен избори. Да, апсолутно. Идејата од неколку причини. Е да тргнеме од најтехничката причина. Резултатот на изборите на 15 јули беше таков да е невозможно да се формира една стабилна влада во оваа композиција на собрание, кој да ја формира или формираше таа влада, што води кон едно нестабилно владење на било која влада и да неможност да ги реализира собствените проекти. Од една страна. Од друга страна, СДСМ во изминатиот период од август минатата година кога се конституираше собранието до денес не покажа добра волја за сериозен политички диалог со опозицијата. Затоа што односот им е како да имаат преку 80 пратеници, а имаат вкупно со сите коалициони партнери 62, а само СДСМ има 28 пратеници, така што еден диалог кој што можеше да се создаде и на тој начин да функционира собранието не се создаде и не гледам како СДСМ би се сменила кога утре би била во опозиција и затоа е потребно да оваа ситуација се расчисти на избори каде што една политичка партија или една коалиција од политички партии би добила стабилно мнозинство со цел да може да си ја реализира програмата која што ќе ја вети пред граѓаните. Што ако Заев ви изненади со уште некој пратеник плюс? Не може тоа да се случи и ќе кажам зашто не може да се случи. Прво зборуваше дека тоа може да го направи, гледаме досега дека не е реализирано и второ за пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата, тие 44 кои што ние ги освоивме, јас гарантирам за сите дека се стабилни и гарантирам дека во овој момент тие се на линија на реализација на тоа што го ветиле пред
граѓаните и простор тука има нула за поместување било какво. Како ги доживувате овие случувања, да речем, во кампусот на, еве ќе кажам, на десницата, на ВМРО, ДПМН, иницијативниот одбор за организирање вонреден конгрес најави конгрес на 28 март. Сега тука е многу интересно да видиме дали до 28 март вакцините стигнат во Македонија или не, затоа што очигледно на власта не ја одговара да се зборува дека сме единствена држава во регионот и во Европа која што се уште не почнала со вакцинација, дека сме единствена држава во која што за жал се губат човечки животи затоа што нема вакцини и поеќе им одговара да се зборува за нешто друго. И Центарот за комуникација на СДСМ, или како и официјално да се нарекува, во соработка со два-тројца луѓе поранешни функционери на ВМРО-ДПМН, активно работат во овие денови на дефокус, но тој дефокус не може да случи, може тоа да е актуелно ден, два, три, четвртиот ден пак луѓето ќе прашаат зашто нема вакцини и пак ќе прашаат зашто економијата тоне, така што кој да го создавал овој пиар момент во СДСМ, треба да види и да направи притисок кај одговорните лица побрзо да стигнат вакцините, затоа што до 28 март не можат со истава матрица да ја одлекуваат, да го одлекуваат вниманието на јавноста. Да, можно ли е сепак да се случи ова на некој начин да влијае на резултатот на ВМРО-ДПМН на локалните избори? Можно ли е да ви се случи, не знам, паралелно да се случат листи, да речеме, на локалните избори од некаква структура? Може, како нека да пробаат, нарекуваме? нема никаков проблем. Ние сме демократска држава, има правила кој може да поднесе листи. Сите што мислат дека може да освојат гласови, добре дојдени се да се измериме на локални, се надевам и на парламентарни избори, така што тука не гледам ја никаков проблем да било кој што мисли дека може да освои гласови да се кандидира на избори. Да, кога сме кај вакцините, сакав да ве прашам, да речеме, кога беше актуелна кризата со маски и со сличен материјал на почетокот на кризата, се сеќавам дека вашиот лидер рече дека со еден телефонски повик кај Јанша, кај Орбан, обезбеди помош и навистина стигна на аеродромот. Сега да речеме, зошто не ургирате кај Вучич побрзо да стигнат вакцините? Во однос на вакцините, ние знаете дека имавме една посета на Унгарија, Хрватска и Словенија. Во 4 дена се видовме со 3 премиери на земји членки на Европската унија и разговаравме за ова прашање. Ситуацијата е малце покомплицирана од причина што нарачките за вакцини не одат... да не најдете алиби сега на владата. Не. Од ја критикувавте многу. Многу сум прецизен, ќе ме слушнете. Нарачките за вакцини не одат од денес за утре. Тоа што го дознавме во овие 3 држави е дека никој до тој момент се нема обратено до овие 3 држави за помош во делот на вакцини. Јас лично на еден друг медиум упатив јавен апел до министерот за здравство и до премиерот да се јават во овие 3 држави, затоа што ни беше кажано дека тоа можеме слободно да го кажеме, со цел да биде помогнато. До денес не знам дека се јавиле, уште помалку знам дека направиле чекор плюс, што повторно не носи во една лоша ситуација, а тоа е дека власта мисли дека ако стигне помош од држави кои што ВМРО-ДПМН не ги посетило, а тие не ги посетиле, дека тоа ќе изгледа лошо за власта. Јас не мислам така, јас мислам дека тоа ќе е добро за граѓаните, затоа што ќе се спасат човечки живот. Но велам со маските не беше така. Зошто сега ете, да речеме, телефонски повик од Мицкоски не заврши работа? Затоа што ви кажувам дека се правилата поинакви, односно дека во делот на вакцини државите директно ги набавуваат вакцините од оние производители кои што ги произведуваат и нашата држава, за жал, до овој момент нема направено ништо сериозно во тој дел. Значи, невозможно е, например, да набави вакцини Словенија или Хрватска или Унгарија или Полска или Австрија, ако сакате, и истите во одредена количина да ги прати во Македонија, ако претходно не се знае дека ќе бидат донирани во Македонија, а за тоа треба барање од владата кое што не е направено. Гледаме со Србија дека документацијата не можат да ја завршат за да ги добијат вакцините. Како ви се односите со Вучич? Зошто во таа турнеја не бевте во Белград, да речем? Односите ни се коректни, како со политичка партија која што исто така припаѓа на Европската народна партија. Јас она што можам да го најавам е дека нашите посети ќе продолжат во следниот период. Ќе имаме посета на 2 централно-европски држави, исто така земји членки на Европската унија. Ќе имаме посета на 3 соседни држави, од кои што очекуваме една да е
Србија, втората да е Албанија и исто така очекуваме да имаме посета на Германија, затоа што има ново водство на нашата сестринска партија ЦДУ, со која што сакаме да оствариме средба, како и со сестринската партија ЦСУ, која што е помал коалиционен партнер. Во Албанија кај Баша ќе одите? Се разбира, затоа што е наша сестринска партија, иако сме отворени за средби со сите. Уште малку за таа турнеја, мини турнеја. Вие бевте заедно со Мицкоски во Будимпешта на 18 јануари, потоа 12 или 13 дена подоцна, на 1 февруари, повторно бевте во Будимпешта, на средба со Сјарто се појавивте барем на фотографии. Сјарто беше и на претходната средба. Да. Зошто во толку краток период имавте потреба два пати да се гледате? Тоа беше една помала турнеја, значи јас во 2 дена, понеделник и вторник бев во Будимпешта и во Белград. Во Будимпешта се сретнав со министерот за надворешни работи Сјарто, затоа што одредени, тој висок партиски функционер на партијата Фидес, одредени работи на ниво на партии кои што ги договоривме, требаше да се материјализираат во соработка. Например, едната која што можам да кажам јавно е соработка со Роберт Шуман институтот, кој што треба да помогне во обуки на идните кандидати за градоначалници на ВМРО-ДПМН. После тоа во Белград имав средба со амбасадорката на Португалија. Португалија во моментов е земја председавач со Европската унија. За жал нема амбасадор Португалија во Скопје и ја покрива Македонија преку Белград и одлучив да отидам во Белград и да се сретнам со неа како председател на Националниот совет за евроинтеграција со цел да размениме мишлења во однос на португалското председателство. Претпоставувате дека не случајно ве прашувам за Будимпешта затоа што таму е нели вашиот поранешен лидер. Знам на кои се алузиите, но јас ако имало нешто да скријам немаше по медиуми да објавувам дека сум отишол и дека сум се сретнал со Сјарто, така што мислам дека тоа ги затвара сите прашања. Добро. Во таа смисла, да речам идеолошки, каде се позиционирате себе си, бидејќи очигледно дека често се среќавате со Фидеш и свесни сме за политиките кои што ги води таа влада, односно таа партија на власт, да речеме Фидеш на Орбан и ХДЗ на Пленковиќ се сосема различни. И да и не. И се слагам и не се слагам. Затоа велам и да и не. Фидес во овој момент... Дали ВМРО сакате да биде Фидес или сакате да биде ХДЗ? Па сега, ако гледаме, како да кажам, во дел на сличен менталитет, повеќе е ХДЗ, сепак во сериозен временски период бевме во иста држава и тоа е една слична култура која што ја делиме не само со Хрватска и со останатите поранешни републики на Југославија, сличен ни е јазикот, се разбираме. Ако јас треба да одлучувам каде би одел на обука, побрзо би отишол во Хрватска отколку во Унгарија, пред се заради јазичната бариера. Но ако гледате идеолошки, ХДЗ е поблиску, например, сега зборувам во рамките на Европската народна партија до Фидес, отколку, например, до нордиските политички партии, кои што се најгласни во оваа дебата која што се случува во рамки на Европската народна партија во однос на позицијата на Фидес. Ние сме мала политичка партија, од мала држава, во Македонија сме најголема политичка партија, но сме од мала држава и последно што сакаме да правиме е да фаќаме страна или да се земаме страна. Например, имаме многу коректна комуникација со Фидес, но исто така имаме исклучително добра комуникација со Доналд Туск, кој што е наспротивната страна, е председател на Европската народна партија. Нели прашањето е дали Фидес е ИПП всушност, тоа е една од дилемите. Затоа што се членови на Европската народна партија. Членови. Да, но се членови затоа што во едно така големо семејство нормално е да има различни гласови. Но она што јас сега сакам да го поставам во јавноста како дилема или како прашање е зошто Зоран Заев не патува. Ти ја фрлам повторно вечерва ракавицата. Значи, Зоран Заев упорно избегнува да одговори во јавноста кога последен пат имал средба со премиер или председател официјална, во официјална посета, кога последен пат тоа се случило со премиер или председател на земја членка на Европската унија. Го одбегнува одговорот, јас го давам одговорот, а тоа е пред да се случи аферата Рекет. И сега тука легитимно се поставува прашањето зошто после аферата Рекет нема премиер или председател на западноевропска држава кој што сака да се сретне со Зоран Заев. Сакате да кажете дека е изолиран меѓународно? Апсолутно, затоа што јас мислам
ова е веќе моje мислење, јас мислам дека нема премиер или председател кој што ќе седне на иста маса со него, затоа што има перцепција дека е корумпиран и тие луѓе имаат опозиција, ќе излезат на избори и ќе им речат седите на иста маса со корумпиран човек, што всушност покажува и ова 111 место на Transparency. И втората фрлена ракавица, еве да одговори, дали е честа пракса во земји членки на НАТО министрите за надворешни работи да бидат примани од генералниот секретар, а премиерот да не е примен од генералниот секретар. Видовме дека министерот за надворешни работи Бујар Османи беше во НАТО и се сретна со генералниот секретар, што е добро за државата и што лично, ако сакате, е одлично за Османи, но прашањето е зошто Зоран Заев не беше во Брисел и не беше примен од генералниот секретар на НАТО. Не, мислам дека е ова наивно прашање. Не, многу е сериозно прашањето. Утре да посака, утре ќе се сретне со Столтенберг. Ајде, еве да видим. Не, мислам дека Јас поставам многу сериозни прашања. Ворете. И еве ќе повторам прашањето на кое што одбегнува со месеци одговор. Кога последен пат се видел со премиер или председател на западноевропска држава во официјална посета? Не зборувам по телефон, не зборувам Zoom, се знае како се прави. Ние од опозиција, ако можеме да посетиме 3 и сега уште неколку земји членки на Европската унија и да се видиме со премиери, тој како премиер секако му е многу полесно, има амбасади, има протоколи и така натака. Да. Една од темите кои што е актуелна на политичката сцена е прашањето за пописот. Дали може јасно и прецизно да го дефинирате ставот на вашата партија за пописот во овој момент? Апсолутно. Пописот во Македонија е политичко прашање. После Охридскиот рамковен договор во 2001 година, кој што има и своји добри и своји лоши страни, за жал правата на индивидуите, на луѓето, не се влечат од нивниот индивидуалитет, туку од тоа на која етничка група, односно заедница, припаѓаат. И затоа е политичко прашање. Паметна држава со ваков политички систем, пред да прави попис, секако дека би се обидела да направи консензус помеѓу клучните политички актери со цел тој попис да помине лесно помеѓу населението. Од тоа што го слушавме, наводно го позадина имало некаква работна група која што долго работела уште минатата година. Работна група имаше во периодот пред изборите, но после изборите до усвојувањето на закон немаше ништо. Што направија СДСМ и ДУИ? СДСМ и ДУИ континуирано имаат една стратегија која што сакам да ја објаснам, се однесува и на пописот, но и генерално. Тоа е стратегија на поларизација. И ја користат и кон ВМРО-ДПМН, и кон албанската опозиција на црно-бело поставување на работи. Каде што? Тие се прозападни, а ние сме антизападни, нели такви им се и соопштенијата. Тие се големи демократи, ние сме антидемократи. Тие се за меѓуетничка толеранција, ние сме против и да не ги бројам сите работи. Тоа не е така, но тие така и поставуваат работите. И очигледно со пописот, затоа што имаат меѓукоалициски договор, целта е да се покаже како тие се фини и сакаат да реализираат попис, а оваа лошата опозиција, предводена од ВМРО-ДПМН, не сака да се реализира попис. Не сакаат воопшто да го реализираат, туку сакаат вас да ве прикажат дека сте против пописот. Сега не сакаат да го реализираат или не? Сакаат да го реализираат, јас кажувам перцепцијски како сакаат да представат работите. Сега, во таа насока, ние излевовме со многу конструктивни предлози. Понесовме 30 амандмани во собранието, не 30.000, значи не сакавме да се блокира процесот, 0 беа усвоени. Како е возможно од 30 сручни амандмани ниеден да не е добар за власта? Излевовме со бројни иницијативи во јавноста. Од септември минатата година повикуваме да се одржи лидерска средба на ова прашање за да се усогласат различните гледишта. И она што финално го бараме се работи кои што се стандард. Например, да се примени целокупната методологија на Евростат, која што во Македонија не се применува. Да се направи електронски попис на кој што точно ќе видиме колку луѓе живеат во Македонија и да се користи оттисок од прст, затоа што не може некој кој што живее во Австралија или во Швајцарија да остави оттисок од прст во кичево или во штип. И исто така да на Евростат знаете дека стандардот е дека се попишуваат и тие што се до една година надвор. Во овој закон кој што се усвои во собранието таква одредба нема. Туку во членот пишува, се попишуваат тие кои што ќе се затекнат, се попишуваат странците и се попишуваат оние за кои што тие кои што се тука ќе дадат матичен број. Еве вака најпластично им објаснам на граѓаните како ќе изгледа пописот според овој закон. Влегуваат попишувачите или попишувачот во одредено семејство, таму живеат 20 луѓе, ги попишуваат и тие 20 луѓе велат
Ние познаваме, затоа што во законот пишува што најдобро го познава, ние добро познаваме уште 10 луѓе. Тие луѓе се викаат Александар, Васко, Петко, Трајко, Станко, ги имаме нивните матични броеви, повелете и тие се попишани. Не е така. И така е напишано во законот. Да, затоа што се мечира со позадински со повеќе бази се на одам на тоа. податоци. После тоа ќе се меџира тоа со бази на податоци и ние сите знаеме колку ќе излезе пописот. Онолку колку што има државјани. Македонија има преку 2,5 милиони Нема државјанства да се поделени. попишат сите. Но нема 2,5 милиони жители во Македонија, затоа што едно е дали некој има државјанство, друго е дали живее во Македонија. И затоа што политички се манипулира целата операција, потребно е да се попишат сите државјани, затоа јас не знам зошто ќе се трошат пари, нека се извади базата, точно има во Министерството за внатрешни работи Таму колку нема има. етничка припадност, толку има- јазик и вероисповед, веројатно за тоа. Па не би се согласил, тоа е следно прашање. Како е возможно оној кој што најдобро познава некого да каже што е по етничка припадност и каков јазик зборува? Затоа што тоа се основни човекови права за кои што никој освен самиот човек не може да каже. Се согласувам. Значи, на пример, за мене никој не може да каже дали јас сум македонец. Сега ако јас не живеам во Македонија, да речеме 5 години, отидат дома кај мајка ми и таа рече Александар Николовски, матичен број и така натака, како ќе каже што сум по националност? Таа може само да мисли јас дека сум македонец, но можеби јас сум во меѓувреме се може ли премислил и сега- сум да, станал нешто може ли друго. да ни кажете Ова како- се аномалиите да, на целиот процес, кои што ние ги оспоруваме и финално на тоа е короната, затоа што гледаме дека сите држави во Европа, последно едно Косово го одложи пописот за помеѓу 6 месеци и 1 година, од причина што во корона нормално дека се Што плаша ќе биде луѓето да се вашиот попишуваат. став за граѓаните ако власта остане на Ставот е многу едноставен. интенцијата Ние сега да се тргнуваме во процес на одржи собирање на попис? ние сега тргнуваме во процес на собирање на потписи, Но тоа е неформална една Кој што- процедура. кој што после формално пратениците ќе си поднесат закон поддржани од се надевам над 100.000 луѓе за поништување на овој закон и се надевам дека ќе има доволно сила во парламентот да се усвои, односно ова што сега го зборувам и подолго време го зборувам за ново парламентарно мнозинство, можеби ќе се прекрши околу законот за попис. Една изјава видовме на Мицкоски, мислам, ајде сега да не нагаѓам со медиумот, во кое што на Канал 5 беше. Рече дека вие ќе инсистирате да се попишат сите и дека ако најдете еден матичен број кој што е проблематичен, дека кога ќе дојдете на власт ќе го поништите И ќе го пописот. ревидираме точно. Сега, ова што го зборувате е различно од тоа што Мицкоски го Не, каже. исто е. Сите кои што живеат во Македонија. Значи сите кои што живеат во Македонија треба да бидат попишани. Ама тие кои што не живеат во Македонија, а се државјани на Македонија, со сета почит, не можат да бидат попишани затоа што се такви правилата. Ова дали значи дека ако тргне операцијата попис, Александар Николовски ќе се попише на попис? Апсолутно да, затоа што живеам во Македонија. Но не мислам дека не би одел со имиња да не бидам погрешно сватен, Ариф Арифи од Кичево или Стојко Стојков од Штип, едниот живее во Швајцарија 10 години, другиот живее во Канада 10 години, треба да бидат попишани. Затоа што не е така според правилата. Законот вели дека ќе бидат попишани, но нема да бидат дел од вкупното резидентно Законот население. не е согласно методологијата. И верувајте, само проблемите создаде после тоа. Само проблемите создаде после тоа. Ти имаме смешни бројки, ти имаме нереални бројки и нема да се постигне целта, а целта на секој попис е да се направи статистика кое население живее во државата, пред се економска операција е пописот. Например, ќе сака инвеститор да дојде во Зајас или во Штип, ќе мисли дека таму живеат 20.000 жители, односно 70.000 жители ваму, не живеат толку, нема може работници ја најде. Сакам да ве прашам, дали имате став за изборот на Беса Адеми за председателка на Врховниот суд? Па имам, а тоа е дека се поларизира, се извинувам, се партизира судството во Македонија дополнително. Јавна тајна е во политичките кругови дека постои договор помеѓу СДСМ и ДУИ кој суд на кого да припадне. Врховниот суд се знае уште минатата година дека припаѓа на ДУИ и затоа на 111-тото место е Македонија со перцепција со корупција. Сигурен сте дека Беса Адеми е блиска до Дуи? Апсолутно. Добро. Денеска како поминавте на суд? Па, ако ме прашувате мене лично како поминав, Да. поминав одлично, затоа што мислам дека правно Да
им кажеме на гледачите дека станува збор за процес во кој што премиерот ве тужи за клевета, станува збор за граѓанска парница која што се води во граѓанскиот суд во Скопје. Точно, да. Значи, еве, краток вовед. Зоран Заев ме тужи затоа што на крајот на август 2019 година, кога стартуваше аферата Рекет, кажав дека не е така наивна таа афера, не е случајно еден бизнисмен рекетиран од два тројца, туку се работи за организирана шема во која што се рекетирани повеќе бизнисмени, дека има добра структура како таа операција се водела, дека се вклучени највисоките функционери на СДСМ и дека таа операција ја координирал лично Зоран Заев, што времето го покажа затоа што излегува податоци за многу други бизнисмени кои што исто така биле рекетирани. Сумата според она што досега е пресудено во кривичниот суд, можеби и тја надмине сумата од 20 милиони евра која што јас тогаш ја споменав. Имаме постапки сега во кривичниот суд за функционери на СДСМ дека биле дел од оваа цела организирана мрежа и времето само го потврдува она што го кажувам и затоа мене ми е нејасно зошто Зоран Заев поднесе тужба за клевета против мене, кога времето го потврдува се тоа што јас го кажувам. Ако кога ја поднесувал тогаш кога ја дадена изјавата, мислел дека овие работи нема да излезат, минимум што сега може да направи е да ја повлече, затоа што доколку не ја повлече, јас сум убеден дека ќе го добијам во суд. Имате забелешки на судијата што го води предметот? Не, исклучително коректно се води предметот и немам никакви забелешки до овој момент. Каков исход очекувате? Јас очекувам дека судот ќе ја одбие тужбата на Зоран Заев, од причина што еве и денес, на пример, во судот се презентираше видео доказ предложен од моја страна, кој што судот го прифати, а тоа е изјавата на Бојан Јовановски во кривичен суд, што дава дополнителна тежина на изјавата, каде што вели дека парите од рекетот треба да се барат кај Зоран Ивице Заев. И тоа го види и Зоран Заев, затоа што беше присутен на судот, така што очекувам да добием. Бојан Јовановски користите во ваша полза. Јас користам сето она што можам да докажам дека ме навело во тој момент кога давам изјавата, да дадам изјава која што сметам дека е веродостојна. А тоа кој со кого си се дружил, тоа си е проблем на Заев и на СДСМ. Јас тоа што го кажувам е дека не беше рекетиран еден бизнисмен, беа повеќе, што се потврди во јавност, не беше милион до милион и пол евра, како што тоа што се зборуваше, туку стигна на 20 милиони евра, и дека беше добро организирана и структурирана акција во која што немаше ситни риби само како Бојан Јовановски и Катица Јанева, туку пирамидата одеше нагоре до врвот на СДСМ, што во овој период го видовме сите и сите станавме сведоци на таа работа. Отпочна еден процес кој што се нарекува прочистување на судството. До сега видовме неколку разрешувања. Што мислите вие? Вие сте правник, така? Да. Што мислам за прочистување на судството? Да. За овој процес, за тековниот. Ако гледате тековниот процес, јас сум многу сомничав во истиот, затоа што не сум сигурен во честните намери на оваа област. Да бидам краток и директен. На крајот судскиот совет е тој кој што треба да ги носи финалните одлуки, тој ги носи финалните одлуки. Во кој што има 5 предлози кои што не се директно избрани од судиите, туку се од парламентот и оваа власт, затоа што одат по предлог или на владата или на претседателот на државата, од 5 предложи кои што не се суди. Треба јавноста да знае дека сега 5 предлози на власта во судскиот совет, од вкупно 15, од 5 не се суди. Што само покажува дека намерите не се честни. И втора работа, што значајна, која ќе му заврши мандатот на овој претседател на совет, на судски совет, следниот мора да е од тие 5. Што значи дека прв пат во историјата на судскиот совет, откако се воспостави со уставните измени 2005 година, прв пат имаме претседател на судски совет кој што не е судија. Што само по себе е скандалозно. Министерот за правда рече дека тоа било, бившиот министер за правда, дека тоа било согласено и со вас. Тоа решение. Не сум сигурен дека е така. Добро. Случајот со Антонио Милошовски, кој што деновиве се појави во јавноста, дали според вас тоа го дисквалификува Милошовски да биде пратен и кеве да рече? Тука има два моменти. Јас, да бидам искрен, заради оврски овие 2 дена не сум се сретнал со Антонио. Од една страна тој вели дека тоа е неточно, од друга страна медиумот кој што го објавува вели дека е така. Се појавија и документи, да бидеме фер. Теоретски, еве, да веруваме на медиумот, не сакам да
ништо негирам, но се работи за дело кое што, колку што прочитав, е парична казна. И кое што може да му се случи на секого. Че Антонио нити убил некого, нити ограбил некого, нити сторил тежок криминал, дури и да е така како што вели медиумот. Интересното прашање тука, ако ми дозволите, е зошто ова се објавува дури после 20 на години. Да, точно е тоа. Тоа е многу интересно прашање. Зошто се појавува сега? Зошто не се појавило, да речеме, 2006 кога Милошевски стана министр? И дали, например, или ако сакате 2016 или 15 кога Оливер Спасовски стана министр за внатрешни работи. Тој е министр за внатрешни од 2015 година. Еве, ако алудираме дека некој од ВМРО не сакал да го штити Антонио, зошто тоа не се направило 15 или 16 и дали причината е што има еден отворен напад и ако сакате дури лов на Антонио, затоа што човекот беше доволно храбар во јавност да изнесе материјали кои што стигнале до него, кои што беа нелегално снимени, кои што алудираа на силен криминал во врвовите на власта и дали сега целата таа екипа која што е загрозена од тие материјали реши да го напаѓа Антонио. Фалсификување исправи и кражба, мислам дека се основите по кои што е казнет. Да, точно е. Јас колку што прочитав, под услов да е точно, затоа што Милошовски вели дека не е точно, и јас немам причина да не му верувам, но и да е така се работи за парична казна, значи не се работи за затворска казна, не се работи за кривична одговорност, се работи за прекршочна одговорност, мора да се овие работи расчистат. Дури и да е така, не се работи за некое тешко кривично дело, а прашањето повторно е зошто се цели на Антонио сега и ова е некако втор монтиран случај, затоа што еден монтиран случај веќе му е во судска процедура, каде што за работи кои што, како да ви кажам, се во некој начин опис и попис на работа на пратеник, Антонио е на суд. Например, опис и попис на работа на пратеник е доколку некој граѓанин му се јави или побара средба со него во неговата пратеничка канцеларија, да се обиде да собере информации и истите да ги достави до граѓанинот. Ваша потесна област за која што сте одговорен во партијата се меѓународните релации и односи. Државава е заглавена на планот на евроинтеграциите. Сега се чекаат изборите во Бугарија, да се види дали таму нешто ќе се случи евентуално во позитивна смисла по изборите. Што вели вашата анализа? Дали е можно деблокирање на тој процес? Па се, едно се желби, друга анализа. Моите желби се утре да се одблокира процесот, но ако ме прашувате да дам отворен искрен одговор, мислам дека тешко ќе се случи тоа. Не сум оптимист. Зошто? Па од две причини. Прво, Македонија води владата, изгуби еден златен период во периодот помеѓу 2018 година и март 2020 да отвори преговори. Во период во кој што не постоеше бугарското вето, кој што прв пат го видовме на јавна сцена во март 2020 година. И тој Тогаш Франција го наметна прашањето за нова методологија. Па Франција почна да се противи во 19-та, например 18-та година. Единствената причина зашто Македонија не почна преговори беше затоа што планот 369 беше реализиран 42% според мерењето на самата влада, што значи веројатно и помалце беше реализиран, значи никој не ја сметаше на владата од 17 до јуни 2018 година да ги спроведе реформите и во јуни да има чисто досие и тоа досие да помине. Така што првиот проблем е ова што се изгуби сериозно време и јас и во вашата емисија и на други места многу сум зборувал на оваа тема. Например, зборував за групата со Албанија, никој не веруваше, за жал се случи. Второто прашање е сега Сега може треба да бидеме среќни ако одиме со Албанија. Па како сме тргнале со овие, веројатно сте во право. Второто прашање е во која позиција е сега Македонија? Македонија е во позиција каде што Бугарското народно собрание усвои заедничка позиција која што ја гласа најголем дел од пратениците во собранието и која што е негаторска кон сето што се вика македонска самобитност. И тука јас не гледам голем простор како би можело било кој македонски политичар да направи компромис. Мислам дека јавно е познато дека еврокомесарот и лично ви е пријател, за Вархеј зборувам.
Претпоставам дека и сте зборувале во детали за тоа што се бугарските барања и очекувања во однос на преговарачката рамка. Еве новото парламентарно мнозинство на ВМРО ДПМН што би направило, да речеме, по изборите во Бугарија? Мислам дека има два процеси. Првиот е мора силно да се зафатиме со реформи. И вториот е отстапката овој пат треба да е на другата страна, односно на бугарска страна. Ама зашто е првото битно? Треба да знаат гледачите дека не е единствена одлука која што се носи со консензус одлуката за проширување. Има бројни одлуки во Европската унија кои што се носат со консензус. Дел од нив се секако од интерес на Бугарија. Доколку сите други држави членки се убедени дека Македонија е на тоа ниво на развој, да едва и тие чекаат да почнат преговори со нас, за преговори зборувам, не за членство, сигурно дека ти рече на Бугарија, ние ќе ставиме вас вето за ова друго прашање кое што ви е битно, ако вие ставате вето за Македонија. Ама за жал тоа не се случува затоа што не се убедени. Дел од нив тоа го зборуваат гласно, ги гледаме и во Македонија нивните амбасадори, дел го зборуваат тоа тивко и позади сцената, но едните и другите сметаат дека моментов Македонија за жал не е подготвена да почне едно е преговори. реформи, рековте две работи. Едното е силни реформи и второто е отстапката овој пат треба да ја направи другата страна, во случајот бугарската страна. Добро, верували или не, помина 40 минути. Отворивме повеќе актуелни политички теми, се разбира секогаш може да се отворат и други. Ќе бидете повторно гостин. Со задоволство секогаш кога ќе ме поканите. Благодарам на можноста и поздрав на сите што не гледаат. Благодарам што бевте дел од емисијата. Благодарам. Останете со нас, по паузата е саботажата. Капетанот на чий брод му се заканува имплозија, наместо својата лична посада да ја насочи кон таа сериозна закана, продолжува да живее на природниот сателит, решени натаму само да орбитира, без да се спушти на земјата. Далеку од реалните случувања, тој не само што не го гледа јасно тоа што му е пред очи, туку не става ниту зрнце сомнеш во квалитетот на леќата од телескопот кој му служи за наблюдување. Единствено што е јасно и што би рекол еве вака да се изразам помалку шеретски, а што се гледа од месечината е кинескиот зид и нови превремени парламентарни избори. Без оглед што се гледа од таму. Таа представа што се добива е веќе доволно позната, бидејќи не е ништо друго освен копија верна на оригиналот. А целта беше таа да биде потполно различна, во таа мера што никој не би се посомневал дека се работи за нешто што наликува, а камоли да биде од збор до збор пресликано. Знаете што, се гледа од месечината освен кинескиот зид и стравот на Бранко Црвенковски, тоа е тоа. Никогаш и никој од оние што имаат можност да гледаат оттаму откако се симнале, не успеале да ги уверат тие долу дека градат систем во кој ништо нема да зависи од нив, туку од тоа што го изградиле. Во него нема место за партиски вработување и за негативна кадровска селекција, во која е нормално и очекувано Дифовец да стане директор на театар, а невработена актерка да се надева дека ги си игра со скалпел. Значи, јас ја сакам медицината бескрајно и сум гледала илјадници медицински процедури, но тоа не значи дека јас можам утре да влезам во операциона сала и да оперирам човек. За разлика од рационалните, политичарите се уверени дека можат се па дури да се појават пред публиката, без не само да имаат совладано, туку и без да ја прочитаат потребната литература, па дури и наетејќи се дека го знаат тоа зашто немаат абер. Со оваа мерка се офаќаат и граѓани, но и каматите на предпријатијата, на јавните институции кои што настанале како неисплаќање, несервисирање на долгот во минатото. И затоа, ако може да објасни. Не на компаниите приватни, зборувам на јавните институции. Ниту на јавните институции. Тие не се во овој пакет, само граѓаните се. Изгледа дека оваа лекција била недоволна, па не баре репетент. Ученикот по политика уште еднаш се појавува да преполага. Ама овој пат, тој не само што дошол неподготвен и не ја отворил книгата, туку е сосем известно дека ниту ја видел, што неколку дена по незиното гласно најавено излегување од печат. Тој се сомнева во незиното постоење.
Никаде во членовите не постои таков модел на попишување. Ниту само посебна да ви кажам. ниту Не, резидент. во методологијата е дефинирано резидентно и нерезидентно. Ја знаеме методологија. Но ја објавија дел од методологијата, како не е објавена. Каде е објавена? Ве молам, методологијата за подготовка и спроведување на попис е објавена во петокот, колку што се сеќавам, пред 3 дена. И на крајот, не пред 3, туку точно пред 2 дена излезе новата методологија, ама не за пописот, туку за пречекот на првите вакцини. И како што редовно бива, во 5 до 12, администрацијата го зададе својот последен удар. Фали ти еден папир. А кој папир у питању? Кој го дачиш? Потпуно е svejedno. А леки папир мора ти фали. Може би за пописот ќе успееме да ги собереме сите документи, ама за вакцинацијата, ние што сме резиденти, за разлика од сите, си остануваме само попишани. И тоа, заедно со Кинескиот зид, се гледа од месечината. Толку за вечера, повторно се гледаме в понеделникот 22. Пријатно!